ситна криминална активност, Работничката партија ја открива големината и сериозноста на проблемите во кои некој смислено ја заглавил Македонија. Зошто ли беше потребна жестока реакција на граѓаните за апликацијата јавна соба на Телеграм да биде затворена и полицијата да уапси дел од членовите поради нелегалните активности на интернет? Креаторите ќе бидат кривично гонети, но што е со инспираторите, со оние кои со своите крими умови ја доведаа земјата до ова дереже? Да не важат еднакви морални норми. Сега премиерот им порачува на сите кои споделуваат слики и содржина во таа група и на цел глас хистерично урла: излезете од јавна соба, ќе ве фатиме. Но дали може во држава да има 6000 криминалци, членови на групата, а за тоа никој од владеечките партии да не одговара, ниту пат никој од опозицијата да не го побара тоа? Работничката партија бара оставка од владеачката номенклатура за да може да отпочне со темелна реконструкција на моралните и етичките норми во државата. Работничката партија се залага и бара сеопфатна, долгорочна и смислена институционална активност за враќање на традиционалните македонски вредности, зашто само така Македонија може да застане на своји нозе и како некогаш да тргне по патот на развојот и напредокот.